дали шахот е само игра, дали шахот е спорт и зошто шахот треба да биде дел од образовниот процес. Ова утро гости во Македонија наутро се Зоран Стојчевски, членот на управниот одбор на Шаховската федерација, и Мара Митков, генерален секретар на Шаховската федерација. Добро утро. Добро утро. Добре ни дојдовте во нашето студио. Следниот пат кога ќе дојдете, ветуваме дека една табла ќе има на овој пулт и дека ќе се пресметаме една брзо потезна партија. Да провериме докаде сме, докаде сте вие, знаеме. Шахот во училиштата. Што значи имплементацијата на шахот како предмет во училиштата? Зошто е потребно? Значи, шахот во училиштата Codename, дефиниран уште 2012 од Европската Унија, кога го промовираше шахот како средство за едукација на младите. Ние повеќе сакаме да кажеме шахот како средство да ги научиме децата да размислуваат, да мислат. Не е целта да направиме светски шампиони со овој час, целта е да имаме утре поодговорна генерација која ќе биде спремна да се соочува со предизвиците на денешницата. Најголемиот предизвик ваш, на вие што се обидувате да го имплементирате шахот во училиштата, е како да му кажете на едно современо дете дека тие дрвца значат живот, дека тие дрвца се логиката, а не типкањето на електронските уредби. Помошта од наставничките, односно од наставниците во самите училишта ни е основна. Ние најголем проблем имавме во тој сегмент да ги убедиме дека они може да го предаваат тој час. Значи не имаше потреба шахисти да одат во училиштата и шахисти да им го имплементираат шахот како еден изборен предмет во секое оделение, него самите наставнички да ги обучиме на некој начин, они да пробаат да го имплементираат тоа. На почетокот имаше мала скептичност, мал проблем на некој начин што они сметаат дека не се способни, меѓутоа со обуките што ги направивме и огромен број на наставнички, значи скоро околу 900 наставници обучивме и сето тоа стартуваше ве 2 години, на некој начин се имплементира шахот во основните училишта и сметаме дека тоа ќе се имплементира уште повеќе и во сите школи ќе успееме да допреме. Ние сакаме да кажеме дека сме модерна нација, современа нација, дека знаеме многу нешта, меѓутоа отпорот кон некои регресивни бранови сили што не влечат, отпорот кон новото е присутен и кај нас, можеби стравото до она што не го знаеме, меѓутоа како е кажано нели во книгите на низ историјата дека човекот треба да учи додека е жив и дека секоја новина е добре дојдена за сите, па така и за образовниот кадар кој што подоцна би можел овие знања да им ги пренесе на децата. Што значи еден час по шах? Како треба да изгледа еден час по шах? Впрочем, наставниците се најповикани, тие се најобучени професионалци и тие педагози, психолози. Да, методологијата ја познаваат, тие се повикани и тие се правите луѓе кои што треба ова да го предаваат. Значи, еден час е супер динамичен, малку е можда различно од конвенционалноста, се содржи од прилика 1/3 од часот е мала едукација, некои одредени правила како одат фигурите или како делот од лекцијата. Многу важен сегмент е од прилика 15 на минути од часот е интерактивност. Интерактивност е супер важна работа, секој дете да се допре, секој дете да каже. Тука имавме прекрасни искуства од самите деца и поврат на нивната енергија во самото учење, во самиот процес и некои си 5 минути до 10 е секојаш верували или не многу важно, тој стрес релиз ние го викаме, значи малку музика, малку играње, малку други прашања, други разговори со дечињата кои што се од општа тема. Поентата е дека децата не може да држат концентрација цело време и вие ако ги притискате, тоа часот станува досаден и ефектот се губи од самиот час. Има и такви деца, мали научници кои што можат да држат концентрација цело време, дури и повеќе од возрастните, и можеби преку овој проект, преку овој начин на размислување и имплементација на шахот во училиштата ќе ги најдеме тие мали Фишери или Карпови или Каспарови или како и да се викаат. Шахот е тешка игра или лесна игра? Односно, тежок спорт или лесен спорт? Прво треба да игра, па за да биде спорт. Кажавте дека преку часот кој што се имплементира во училиштата, ние ќе ги најдеме талентите. И тоа е всушност идејата. Не можеме ние сите да ги направиме добри шахисти, него тие вистинските таленти ги запознаваме со играта и
доаѓаат после во клубовите кај што вршиме едукација, нели, од вистинските тренери. Сега како тежок или лесен спорт зависи лесне зони што е знаат играта. Па добро, колку време треба да се научи шах да се игра? 5 минути. Не, да се научи, да се научат потезите на фигурите, а комбинациите, комбинаториките подоцна. Тоа малку подолго време им треба, сепак имаме искуство со работа со деца 6, 7, 8 годишна возраст, им треба отприлика 7-8 часа за да ги совладаат сите правила, за да веќе почнат полека да играат. Меѓутоа, вистинското играње доаѓа многу покасно, нели, кој почнуваат да ги совладуваат тие потешки теми од типот на стратегии, тактики и слично. Па добро, 1 час по физичко воспитување во наше време, например, сега спорт, час по спорт е исто така тежок. Конј, магаре, алки или карики, јаже, клупа или даска или како и да е, гимнастика, кошарка, ракомет, стилови и слично. Тешки беа и тие часови, меѓутоа со задоволство ги прифаќавме. Дали сега наставниците се решаваат да го изберат овој изборен предмет? И во која мера? Да, веќе имаме од прилика околу 80 на наставници од тие 900 кои што веќе се охрабрија да влезат во наставата, дури ние веќе ги охрабруваме и другите наставници, веќе имавме позитивни искуства со некои од нив кои што не повикаа да помогнеме во тој првиот час како да се одржи, како да се одвива. Имавме прекрасно искуство и еве и сите други наставници кои што беа на обуките и каде што се уште сега ќе поминуваме до крај на овој семестар, да ги охрабриме да еве и нас не повикаат на тој прв час да им помогнеме во таа имплементација на овој час. Пред да го вклучам засилувањето што го повикав во разговорот, само ќе ве прашаме за активностите и за надпреварите. Шаховската федерација што планира сега во блиска иднина? Прво ни се младинските лиги на кои што учествуваат меѓу 250 и 300 деца. Благодарение на проектов кој што е започнат, се зголемува драстично оваа бројка, па ние втората лига, односно квалификациите за втората лига, младинските поединечни првенства, втората лига, третата лига, после доаѓа сениорските првенства, па шаховската олимпијада во Будимпешта во септември, така да има доста активности во следниот период. Главен настан што го спремаме во декември е Европското првенство во блици рапид, тоа е во забрзан шах и во брзопотезен шах, и прв пат во историјата ќе се одржи првото европско првенство во така наречен рандом шах, односно Фишеров. Фишер своевремено го пропагираше тој тип да играње на шах за да се намали припремата, за да се потенцира спремноста, шаковското знаење, и го доби тој така неофицијално тоа име Фишеров шах, така да ќе биде интересно во Македонија во Скопје. Јована, ќе финишираш. Ване спомена на почетокот на емисијата, никогаш не си играл шах. Никогаш, но нема да финишира, ќе заврши. Ќе заврши. Како што и ти ни правиш, не коригираш. Никогаш не сум играл шах, но ми падна на ум тоа што го рече Бранко, се учи за 5 минути, некако тоа ми е малку така. Не, премалку. Тоа е премалку. Премалку или тука имаме некои нови таленти што не сме ги откриле. Премногу ентузијастички сакав само да завршам дека колку е добро тоа да се почне од најмала возраст за децата, она што се прави во училиштата, и ги потикнувате пред се и родителите да ги запишат децата да практикуваат шах, така од најмала возраст, дисциплина, концентрација, клучница цел живот. Рековме најдобри години се тие од прво, второ оделение, значи од 6, 7, 8 до 9 години се најубавите години, најголем ефект има. Не значи дека од 10, 11 и понатаму не е тоа возможно, никогаш не е доцна, добро. Ефектот најголем што сакаме да го постигнеме и донесува резултати од најмалата возраст.